почитувани професори и научни работници од областта на спортот, почитувани учесници на меѓународната научна стручна конференција, почитуван господин Ацо Гаевик, заменик директор на Заводот за спорт и медицина на Република Србија, почитуван господин Живко Пановски, раководител на Одделението за психомоторни истражувања при Заводот за спорт и медицина на Србија, почитуван господин Миодрик Прајовик, представник на Бирото за развој на образованието на Црна Гора, почитуван господин Милош Николик, представник на деканот на Факултетот за физичко воспитание во Ниш. Голема чест и задоволство ми е да ве поздравам и да ви посакам топло добре дојде во Струмица. Верувам дека сите ние заедно дадовме одлична можност на нашите деца да им дадеме шанса за подобро утре на овој комплексен свет кој многу брзо се менува и надградува. На сите нас, а посебно на децата, им требаат добри просторни услови, креативни програми кои ќе соодветствуваат со нивната возраст и потреба за да можеме да изградиме здрави личности. Децата заслужуваат право на постигнување на висок интелектуален раст и развој, но исто така многу важен дел од образованието е психофизичката способност на секое дете за посреќен, поздрав и попродуктивен начин на живење. На младите им е потребна стручна помош за целосен психофизички развој. За таа цел јас како градоначалник и Советот на општина Струмица едногласно ја поддржавме иницијативата поттикната од Федерацијата на универзитетски професори Фултек 7 и Сојузот на училишен спорт на општина Струмица за утврдување на развојните тенденции на антропометриските, функционалните и мотористичките способности на учениците, грижејќи се за здравието на нашите ученици. Проектот кој се спроведе во нашата општина на измерени 5121 ученици или 92% од вкупната популација на ученици од основните училишта и 360 деца од предшколска возраст. Убеден сум дека ќе даде позитивни резултати на долг рок. Во реализацијата на проектот покрај вработените наставници по физичко воспитание беа вклучени повеќе од 60 соработници, невработени дипломирани наставници по физичко воспитание, кинезиолози, информатичари и физиотерапевти. Убеден сум дека овие резултати ќе допринесат за превземање на понатомошни чекори во градење на здрави личности, какви што сите посакуваме. Секогаш сум се залагал и ќе се залагам за работа со младите генерации. Па таа цел ја има и оваа меѓународна конференција со присуство и учество на еминентни предавачи од повеќе земји во регионот, кои значително ќе придонесат и преку своите искуства, стручни сознанија и истражувања за надминување на евентуалните проблеми со кои се соочуваат младите генерации. Сакаме да градиме личности со вистински вредности. Сакаме да градиме и ќе градиме индивидуи со здрав дух. Деца кои се повеќе ќе ги насочуваме кон спортот, бидејќи само тој може да ги изгради во комплетни личности. Почитувани, ви посакувам успешна работа со прогресивни заклучоци кои ќе помогнат во осовременувањето и надградувањето на постоечките наставни планови и програми по предметот физичко воспитание. И во таа чест ја прогласувам за отворена оваа меѓународна научна стручна конференција. Го поканувам еден од главните виновници за одржување на оваа научно-истражувачка конференција, професор доктор Челимир Садовски, да ви собрати. По природа на нештата сум кабајтија секојаш. Добар ден, добре дојдовте, почитуван градоначалник. Многу ми е драго што сте вие присутен овде, бидејќи вие сте еден од главните носители на оваа активност што ја спроведуваме. Почитувани колеги, господин Ацо Гаевич, Милош Николич, Брајковиќ, Миодрак, Живко Паневски, Иван Дробњак, професоре Туфекчијес и професоре Попетровски, колеги, вие што учествувавте во работата за денес да дојдеме од говорница да кажеме што тоа во овие изминати 4-5 месеци направиме. Направивме многу, но сега сме на пола пат. На 1 септември ќе објавиме и монографијата. Сите резултати, секој родител ќе добие личен картон за сопственото дете од овие верења и насоки за понатамошна негова физичка активност и бавење со спорт. Ја нема да должам повеќе. Сакам да споделам едно лично чувство со сите вас и верувам дека вие така верувате. Да се работи со Зоран Заев
со збор не може да се опише. Благодарам.